Во дневникот на ТВМ ќе гледате. Денес се одбележува 60 години од изградбата на Глобочица, една од најзначајните хидроелектрани во земјава. Охрид со низа настани и свечености ќе го одбележи 7 ноември, денот на ослободувањето. Зголемувањето на бројот на странски туристи во пред и пост сезоната допринесе Охрид и годинава да оствари успешна туристичка сезона. 2 сребрени и 1 бронзен медал за младите надпреварувачи на Македонската традиционална теквондо федерација. Универзитетската клиника за кардиологија воведе нова процедура аблација за коморна тахикардија. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот, кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и максимални 12 степени Целзиусови. Во текот на ноќта вторник кон среда ќе превладува умерено облачно и постудено време со пад на температурите. Во среда над најголем дел од Европа ќе продолжи доминацијата на антициклонска атмосферска маса која што условува стабилно и релативно топло време за овој период од месец ноември, но со зголемена облачност. Нестабилно време со врнежи од дожд се очекуваат на Пиринејскиот полуостров, на југ од Скандинавија и Балтичките земји. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и релативно топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 13 до 22 степени. Во Македонија во среда постудено утро со пад на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 10 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен, слаб североисточен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 9 до 18 степени. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен, северен и североисточен ветер. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во Охрид во четврток претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во петок и сабота ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде посвежо со пад на дневната температура. Минималната температура од 4, односно 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14, односно до 13 степени Целзиусови. Гледавте метео на ТВМ во соработка со Жито Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Планински очи што плескат од врвот пет, езера очи носат ведрини. Во очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро.
Систина очна болница by Promedica офталмологија. Прва регионална очна болница Битола. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Сервис за чистење на теписи Перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови теписи, кебиња, јамболи и јоргани за безпрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Сушата за 40% го намали производството на електрична енергија на хидроенергетскиот систем Црн Дрем. Хидроелектраните Гробочица и Шпиле последниве години работат со значително намален капацитет. Денес се одбележаа 60 години од изградбата на Глобочица, една од најзначајните хидроелектрани во земјава.
Сушниот период за 40% го намали производството на електрична енергија на хидроенергетскиот систем Црн Дрим, водејќи се од принципите за заштита на биодиверзитетот на Охридското езеро, односно одржување на нивото во утврдениот минимум и максимум. Хидроелектраните Глобочица и Шпиле последниве години работат со значително намален капацитет. Двете хидроелектрани учествуваат со над 15% од вкупното домашно производство на електрична енергија. Практично за нашава оваа година, ние согласно електроенергетскиот биланс и план имаме помало производно производство за околу 40% поради точно слабата хидроложка година оваа година и работиме биолошки минимум редовно. Производството е намалено, исклучиво работиме само за балансирање на националниот енергетски систем. Енергетскиот систем во земјава е стабилен, велат од ЕСМ. Очекуваат следната година да се подобри хидроложката слика. Согласно сите показатели, онај сушен циклус треба да заврши веќе наредната година, каде што очекуваме значително подобрување на состојбата со хидрологијата, со зголемен принос на врнежи и со зголемен принос на хидроенергија на годишно ниво. Во тек е изработка на физибилити студија и проекта до 2029 година на вливот на Охридското езеро кон Црн Дрим ќе биде поставен најмодерен систем за регулација на протокот на вода. Охрид со низа настани свечености ќе го одбележи 7 ноември. Оваа година се одбележуваат 81 година од ослободувањето на Охрид. Во четврток започнуваат чествувањата на општина Охрид по повод 7 ноември, 81 година од ослободувањето на Охрид. Свеченостите започнуваат со изложбата Охрид преку делата на Славко и Никола Упевче, пошто ќе следи културно-уметничката програма насловена Охридска музичка антологија. Во петок, 7 ноември, јавното предпријатие Охридски комуналец ќе го одбележи својот патронен празник. Свежо цвеќе ќе биде положено и на спомен обележијата од Народно-ослободителната борба на градските гробишта во градскиот парк пред Основниот суд во Охрид и во дворот на Економското училиште Свети Кирил и Методи. Панихида и полагање цвеќе е предвидено и пред спомен обележијето на Јасна Ристеска во селото Рамне. Од 10 до 11 часот ќе се одржи Охрид Fly Festival, регионален параглайдинг перформанс по повод денот на ослободувањето на Охрид, пошто ќе биде положено цвеќе на спомен обележијата од Народно-ослободителната борба во спомен паркот на Револуцијата. Како дел од програмата и свечената приредба по повод патрониот празник на градинката Јасна Ристеска од 17 часот во спортско-рекреативниот центар Билјанини извори и 7 ноемврискиот концерт на учениците од Основното музичко училиште Методи Патче во концертната сала на училиштето. Од 19 часот во предворието на црквата Света Софија ќе биде промовиран албумот Егрегор и концерт на Никола Стојковски и Тања Царовска. Во сабота, 8 ноември од 18 часот во гимназијата Свети Климент Охридски ќе се одржи музичко-сценскиот проект Ехото на Охрид, свечен аудиовизуелен настан по повод денот на ослободувањето, развој на животот од келија до звезди. Охрид генерално забележа уште една успешна туристичка сезона. Иако впечатокот од пикот на летната сезона можеби не ги отсликува статистичките податоци, сепак во предсезоната и постсезоната имаше раст на посети и ноќевања, со што беше надоместено пропуштеното во летниот шпиц. Иако шпицот на летната сезона на Охридското крајбрежје мина под очекувањата, според експертите, Охрид сепак и годинава оствари успешна туристичка сезона. Слабостите во текот на летото беа компензирани во пред и постсезоната, кога бројот на странски туристи се зголеми за околу 14% споредено со минатата година. Затоа најголем придонес имаат туристите од Турција. Продолжија со функционирање оние доаѓања од странските емитивни зони, како што беа и најавуваните посети од Франција и Германија, кои што беа и во предсезоната и во постсезоната. Евидентни ни се најголем број од странските посетители се од Турција, но исто така тука не треба да ги занемариме пољаците, холанѓаните, белгијанците и секако нашите посетители од соседните земји. Но треба да видиме кои се тие негативни аспекти од сите оние случувања во туризмот. Да, поради зголемувањето, драстичното зголемување на цените, се забележа една стагнација, јули и август месец, но
потоа тоа се неутрализира во делот, значи во на постсезона, крајот на август, септември, октомври, се уште и трае сезоната, барем она сезона на културно мотивирани туристи. Пројавените слабости во текот на сезоната можат да се надминат со следење на состојбите и навремено делување, а тоа е можно преку формирање на локални, регионални и национална туристичка организација, вели професор Наумов. Нешто што недостасува тоа е да се етаблира веќе еднаш и за секогаш локална туристичка организација, барем за градот Охрид, да почне да функционира едно национално тело или национална туристичка организација и секако да има и регионални туристички организации кои што ќе можат во тек да ги следат состојбите, квантитативно и квалитативно да ги испитуваат, односно да ги обсервираат и да може да носат одредени решенија и одлуки кои што ќе бидат научно темелени и ќе може во тек на сезона, предсезона и постсезона да се делува со поенти. Наумов посочува дека влечењето информации директно од терен во континуитет и нивно тековно анализирање е значајно и од аспект што треба да се осмисли понуда и да се зголеми бенефитот од посетителите на Охрид, кои не се дел од аранжмани и не се евидентирани во статистиките на туроператорите. 2 сребрени и 1 бронзен медал за младите надпреварувачи на македонската традиционална теквондо федерација од Плевен Опен 2025. Македонската традиционална теквондо федерација викендов учествуваше на меѓународен теквондо ИТФ надпревар Плевен Опен 2025 за деца до 14 години. Боите на Македонија под водство на председателот на Македонската традиционална теквондо федерација Маријанчо Лазаревски оваа година ги бранеа 5 надпреварувачи. Еден надпреварувач од теквондо клубот Хваранг ИТФ Лескојц Охрид и 4 надпреварувачи од теквондо клубот Сонкал Мислешево Струга. Се надпреваруваа само во една дисциплина во спаринг борби. И покрај силната конкуренција тие постигнаа одличен успех, освојувајќи 2 сребрени и 1 бронзен медал. Освојувачи на медаљи се Христијан Шибаковски сребрен медал, Кристијан Гагалески сребрен медал и Теодор Ѓорески бронзен медал. Без медал, но со добро искуство, останаа Максим Шулески и Дамјан Секуловски, кои се надпреваруваа во категорија деца 8 и 9 години, што за нив самото учество на ваков надпревар е огромен успех, вели Лазаревски. Успешно извршена првата аблација за коморната хикардија во државата на Универзитетската клиника за кардиологија. Пациентите со сложени срцеви аритмии веќе нема да мора да бидат упатувани во странство. Првата аблација за комплексна коморна тахикардија во државава е извршена на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција во клиниката рече дека тимот од кардиологија покажал дека во македонското здравство има знаење, храброст и визија за врвни резултати. Според него ова е голем чекор напред во здравството. Директорката на клиниката Даница Петкоска-Спирова рече дека ова представува значаен чекор во развојот на електрофизиологијата и потврда за високата стручност и посветеност на тимот од клиниката. Со оваа процедура овозможуваме навремено и ефикасно лекување на пациентите со сите видови аритмии за кои досега дел од нив беа упатувани на третман во странство на товар на фондот, рече Петкоска-Спирова. На Универзитетската клиника за кардиологија формиран е посебен тим за аритмии и електростимулација на срце кој од почетокот на минатата година извршил 500 аблации, од кои 60% комплексни случаи. Во тек се преговори со Фондот за здравство за опремување на најмодерна сала за електрофизиологија, што ќе овозможи зголемување на бројот на процедури и намалување на листите на чекање. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.